Власта преку собранието сака да ја потврди неуставната одлука на председателот Пендаровски за вонредна состојба по втор пат и да им се даде легитимитет на спорните уредби со законска сила, сметаат дел од експертите. Според професорот по уставно право и поранешен председател на собранието Саво Климовски, не постои основ во вакви околности да биде свикан собраниски состав кој е веќе распуштен. Кога пратениците веќе еднашка се само распуштиле и го чекаат денот на избор на новите пратеници, за да им го предадат мандатот. Тие се веќе бивши и треба да се свесни дека се бивши пратеници. Според Климовски, ниту членот 63 од Уставот кој предвидува продолжување на мандатот на пратениците во вонредна или воена состојба не може да биде алиби за ваквиот потек, бидејќи Пендаровски неуставно ја продолжил вонредната состојба за уште 30 дена. За експредседателот на парламентот особено е спорен фактот што во услови на вонредна состојба предизвикана од COVID-19, 2/3 од владините уредби не се директно поврзани со коронавирусот. Токму на таа вонредна состојба се темелеше првата одлука на председателот и тогаш имаше основ, можеби. Противуставно е подложена. Тој требаше во рок од тие 30 дена да ако сакаа пратениците да бидат доследни на себе, и ако има некои забелешки дека владата не постапувала како што треба, а има тоа да го постават, тогаш може да викнат и председателот да ги извести, да настапи пред нив со говор, да им каже што презело, што е направено, докаде се стигнати работите и тие тогаш да видат што можат да прифатат, а што не можат да прифатат. Во меѓувреме, иницијативата на власта за свикување собраниска седница доби поддршка и од опозицијата во албанскиот блок. Освен СДСМ и НСДП, на иницијативата се потпиша и пратеници од ДП, Алијанса и БЕСА. Бараат потврдување на одлуката на шефот на државата за прогласување вонредна состојба и свикување на собранието по потреба. Иницијативата утре ќе биде доставена до спикерот Алат Џафери. Тој смета дека собранието не може да се свика повторно бидејќи пратениците го вратиле мандатот. ВМРО ДПМН е со став дека се работи за иницијатива од поранешни пратеници и дека се што е надвор од договорот на последната лидерска средба представува еднострано кршење на политичкиот договор. Од УИ велат дека не ја видели иницијативата на СДСМ, но сметаат дека сите одлуки треба да се носат со консензус.